Останува отворено прашањето до кога целиот Пелагониски регион ќе остане без сообраќаен испитен центар за полагање на возачки дозволи, а граѓаните скратени од ова право, откако фирмата Супервозач, чиј собственик е член на Советот од општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМНЕ, Филип Митрески, доби забрана за работа од 30 дена, додека не ги исполни сите потребни услови. И покрај нашите обиди телефонски да контактираме со Митрески за да се појасни целата ситуација, не успеавме да го добиеме. На сајтот од компанијата стои само кратко известување дека испитниот центар нема да закажува и спроведува испити од 12.8. најдосна до 13.9.2025 година. Министерот пак за внатрешни работи Панче Тошковски истакна дека во моментот кога фирмата Супервозач пред неколку месеци аплицирала за да го добие тендерот и лиценцата за организирање на возачки испити во Битола, Прилеп, Ресен, Демирхисар, Крушево и Македонски Брод, таа била единствената фирма која што тогаш ги исполнувала сите услови за оваа дејност. А зошто сега и се одзема лиценцата привремено, требало да одговори опозицијата, чија што блиска фирма од Ресен, која што го поседувала и полигонот за полагање на возачки испити од овој град, била дел од овој договор. Но што точно се случило со ресенската фирма, повторно останува нејасно. Она кое што е утврдено во рамки на закон, а тоа е да има минимум еден испитен центар и во Ресен, е поврзан и текако со опозицијата. Имаше во јавност доста разработка на оваа тема, поврзано е со одредена фамилија која што е собственик на тој полигон, да речеме, во Ресен, а пак за да се добие испитниот центар мора да има и полигон во Ресен согласно закон, така да практично фамилијата многу блиска до СДСМ одлучила кој да го добие испитниот центар. Но тоа не влијаеше на одлуката на Министерството за внатрешни работи да постапи согласно закон. Ние и тогаш постапивме согласно закон и сега постапивме согласно закон. Така да знам дека ги изненадува таквиот начин на работење од страна на Министерството за внатрешни работи, знам дека не е во согласно со нивните стандарди и очекувања, но тоа е што е. Ние постапуваме согласно закон. Од опозицијската СДСМ побараа од ДКСК да отвори предмет за тендерот, а од обвинителството да покрени истрага, затоа што тендерот, според нив, го добил висок функционер на владеачката партија и на таков начин се испумпувале парите од граѓаните. Инаку претходно, целиот овој регион, од лани од месец декември па се до јуни годинава, беше оставен без испитен центар и граѓаните беа скратени од правото да полагаат за возачки дозволи. Сега повторно, оние граѓани кои што во овој период ќе им истече рокот за лекарско уверение или за полагањето на тестовите, ќе бидат ставени во незавидна ситуација.